се лаже дека нема македонци, а јас лице ќе им речам мајка раѓа и линденци. А јас лице ќе им речам мајка раѓа и линденци. Македонијо, свести се, Македонијо, победили се, Македонијо, свести се, Македонијо, победили се. Чувај име за правди и слобода, ако треба ќе се гине. За правди и слобода, ако треба ќе се гине. Македонијо, свести се, Македонијо, победили се, Македонијо, свести се, Македонијо, победили се, Македонијо, свести се. Последните 12 минути да ги искористиме со новините од Македонија, но и изјави од опозицијата на партијата Левица, Апасиев и Крмов, да чуеме. Секоја обврска која ќе ја преземе земјава, без разлика дали е политичка или произлезена од договорот за добрососедство, вели Заев ќе се спроведе откако Македонија ќе добие поддршка од официјална Софија. И тој го дели ставот со вице-премиерот за евроинтеграција Димитров дека Бугарија го прекршила договорот и очекува деблокада на преговорите во декември. Тоа е прекршен член 2 од договорот. И е прекршен, затоа што член 2 од договорот за добрососедство, пријателство и соработка вели Република Бугарија ќе поддржи Република Македонија тогаш, така стои во договорот, во незините процеси за интеграција во НАТО и во Европската унија. И е прекршен. Јас очекувам да се случува се после нашите избори, после бугарските избори кои што се на 14 ноември и евентуален втор круг во Бугарија на една недела после тоа 21 ноември, тогаш ќе седнат и ќе се решаваат работите. Дека очекува придвижување во преговорите меѓу двете земји, премиерот Заев посочи и во интервју за австријскиот весник Стандард. Според него направени се чекори поблиску до решение. Ние се обидуваме да ја разбереме позицијата на Бугарија и тие се обидуваат да ја разберат нашата позиција, вели Заев за Стандард. Изминатиот период Бугарија остана на истата позиција кон земјава, повторувајќи и пред неколку дена посредбите на бугарскиот државен врв со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Ветото на Софија и спорот меѓу двете земји ќе биде и тема на разговорите на македонските власти со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која следнава недела доаѓа во Скопје, а ќе ги посети останатите земји од Западен Балкан.
На интервјуто на премиерот Заев за австријски Der Standard реагира од опозицијската ВМРО ДПМН. Од таму велат, не очекуваме ништо повеќе од тоа Заев да ја почитува резолуцијата која ВМРО ДПМН ја предложи во собранието, а ја поддржаа сите партии, вклучувајќи и СДСМ. Се друго кое што го кажува Заев, а е поврзано со прашањето со Бугарија, има за цел да го дефокусира вниманието на јавноста од 14 изгорени луѓе, чија што истрага ја попречува токму власта. Ниедна друга екскурзија на Заев не смее да ја попречи истрагата, стои меѓу другото во соопштението од опозицијската партија. Граѓаните кои досега не биле попишани од денеска може да отидат на одредени локации во нивните општини и да се попишат, информираат од Државниот завод за статистика. Вакви комисии од вкупно 50 пописни региони има на 22 места, каде граѓаните кои не успеале во изминатите 20 дена да се попишат, сега може да го остварат своето право според последните податоци пак. До сега попишани се над 1.460.000 лица, 455.000 домаќинства и 632.000 станови. Можноста за самопопишување на лица во странство пак ја искористиле над 195.000 лица. До крајот на пописот остануваат уште 5 дена. Зоран Заев уште кога беше градоначалник на Струмица, беше еден од првите или од првиот што го почна тој тренд, има уште неколку градоначалници кои што ги брусаат тие споменици на масакрите кои што тука ги правела во тоа време бугарската фашистичка војска. Нема помирување се додека, ние сме за паритет, за реципроцитет. Ако е стварно денешната бугарска држава искрена, тогаш треба да почнеме со поклонување на бугарските државници пред, да речеме, споменикот на Ваташа. Почне да се почне од таму, да се признаат сите работи кои што ги направиле, да се извинат, после да идеме понатаму. А тука ние устари гледаме една обратна ситуација. Сега, тие работи ќе се буткаат по тепих или ќе бидат безимени. Тие кој ги убил младинците у Ваташа сега? Окупатор, некој општи окупатор, не знаеме која држава, и тоа е страшно и недозволиво и на некој начин ќе бидат амнестирани. Да, апсолутно. Лидерот на Левица Димитар Апасиев обвинува за неравномерно распределување на средствата предвидени за платено политичко рекламирање на предстојните локални избори. Според последните измени во изборниот законник, на политичките партии кои немаат своји пратенички групи во собранието, им следува 7% од вкупната сума, или околу 260.000 евра, за која Апасиев смета дека треба меѓусебно да ги поделат Левица и ДПА, како единствени партии кои на последните избори учествувале самостојно, а не средствата да бидат распределени со уште 6 политички субјекти, кои според него не го исполнуваат законскиот услов за тоа. Најави кривични пријави до првите луѓе на ДИК и АВМУ, а за случајот рече ќе се обратат и до меѓународните институции и до ОПСЕ. Преку искривоколчено изигрување на законите се обидуваат да протуркаат уште 6 субјекти, со тоа што оваа сума се сведува на смешна бројка, преку која де факто политичката партија Левица е оневозможена рамноправно да учествува на овие избори, со што приматот го задржуваат 4 најголеми кои што земаат преку 90% од колачот. Од Државната изборна комисија појаснуваат дека финансиските средства за платено политичко рекламирање се распределуваат согласно последните измени усвоени во изборниот законник. Најмногу 45% средствата може да искористат најголеми политички партии од опозицијата кои на последните избори за претеници освоиле најмногу гласови. Понатаму најмногу 45% средствата може да искористат двете најголеми политички партии по опозиција кои на последните избори за претеници освоиле најмногу гласови. Најмногу 7% од средствата може да искористат политичките партии во собранието кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници за да формираат пратеничка група. Вчера изборната комисија го усвои предлог упатството за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, кој исто така произлегува од новите измени на изборниот законник, а ден претходно беше утврден и редниот број на кандидатите на гласачкото ливче. Изборниот список треба да биде заклучен денеска, а подпишан најдосна до 1 октомври. И додека во ДИК течат подготовките за престојните избори, од понеделник кандидатите и официјално излегуваат на терен. Ќе стартуваат изборната кампања, која ќе трае се до 15 октомври.
апсолутно нема врска ништо со статистика, ова е чисто политички процес. Значи тоа се гледаше уште и од законот и подоцна и од методологијата што излезе. Прв пат како подзаконски акт, значи сите држави во светот малтене, овој документ што го носам, значи методологијата стои во законот. Само кај нас беше како подзаконски акт кој што го донесе апостол Симески и неговиот заменик од ДУИ. И најпроблематичните работи сме ги кажале 100 пати, тома ја пак ќе ги повторам, значи тоа е пописот на диаспора што ниедна држава не го прави. Во најдобар случај прават еден вид на евиденција на диаспора, никако попис на диаспора. Потоа давање на лични податоци од трето лице, значи сме преплавени од скриншоти од инбокс луѓе што праќаат дека они буквално попишуваат со МБГ преку месенџер, преку социјални мрежи. Само колку сте у фамилија, 5 души прати ми за сите 5 МБГ. На што ги базирате овие ваши тврдења? Па ние веќе ги објавивме, значи луѓе не контактираат од сите страни, а да не речам има и луѓе на левица кои што учествуваат во целиот процес, кои што намерно беа пратени. Сега, значи како мислите луѓе што учествуваат се дел од попишувачите? Да. Па како ќе добиеме инаку информација? И тие тврдат дека се попишува и преку месенџер, дека не идат попишувачите лично во домовите? Не секаде да, у зградите посебно, затоа што таму да речеме квадратурата на во еден влез на становите е слична, тоест иста, и дека таму затоа што имаат проблеми со апликацијата попишуваат на тој начин. За жал законот им го дозволува тоа беа сите тие недостатоци кои што 2011 доведоа до паѓање на пописот, до блокирање, кој што ДУИ сакаше да ги изфорсира. После тоа СДСМ практично им ги вгради во законот. Значи незаконски работи сега станаат дел од законот и за жал дури и легално тоа они што го прават со МБГ, ама тоа е смешно, тоа не е попис. Сериозен попис има над 50 прашања кои што се одговараат. И тука имате и лични прашања, еве да спомнам на пример за представници на женскиот пол ги прашуваат да речеме колку можеби имат изгубено, значи прекинато бременост, колку пати раѓале и така стари. Значи имат работи кои што ги нема никаде. Затоа се прават сериозни статистики. Потоа на пример за земјоделие, за сива економија. Вие ако работите нешто на страната му кажувате па тоа влегува посебна графа. Они ништо тоа нема да имаат. Ете и на денешната наша програма и се ближи крајот 2 минути и 15, односно 18 минути. Од мене е од срце да ви се заблагодарам што бевте со нас, но со желба повторно да не слушате идната недела на брановата должина 101.3 FM од 6 часот навечер, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со нашиот македонски збор и песна, а каде ќе дадеме пак профил за уште еден наш сонародник Стив Плјакас. Од студиото на Глас од Македонија ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Добра ноќ.